Продолжуваат превирањата на клиниката за токсикологија. Откако вчера државниот санитарен и здравствен инспекторат утврди дека новите вработувања се незаконски, денес до медиумите пристигна писмо со серија обвинувања за непотизам, несовесно финансиско работење, повици за лична одговорност, како и ред други пропусти во работата на ВД организацијската директорка на токсикологија Бесија Илјази, упатено од 57-те вработени на клиниката, но без подписи и имиња од испраќачите. Дали сте спремна за вашето економско работење во изминативе 3,5 месеци јавно да се соочите со раководителот на сметководството при клиниката? Дали сте спремна да се изврши тајно оценување на вашата работа? Дали сте спремна да понесете лична одговорност, што на 15 мај, на се уште незавршени парламентарни избори, спротивно на законот, подпишувате решенија со договор на дело со 18 извршители? Ова се само дел од 13 прашања и обвинувања адресирани до организацијската директорка Илјази. Тие следат по вчерашниот инспекцијски надзор од државниот санитарен и здравствен инспекторат, со кој се утврди дека новите 18 спорни вработувања на клиниката се невалидни. Тоа се однесува до подпишување на акти на самата клиника од страна на медицинскиот и организацијскиот директор, кој што има заедничка надлежност. Децидно стои во Законот за здравствена заштита дека договори за вработување треба да бидат подпишани од двајцата директори, како и за отказни решенија, јавни набавки и така натаму. Во овој случај станува збор за договори за вработување кои што се подпишани само од организацијскиот директор. Тврдењето дека овие вработувања се незаконски и одбивањето на медицинскиот директор да ги подпише беше помеѓу главните изговори на министерот Демири за да го разреши, но и покрај наодите на инспекторатот, за овој прекршок не е предвидена казна. Надлежностите на државниот санитарен и здравствен инспекторат завршија тука. Сега случајот токсикологија е во рацете на Министерството за здравство, откаде треба да одлучуваат за валидноста на 18 вработувања. Во меѓувреме, конфликтите и препукувањата на клиниката се кршат врз грбот на пациентите. Тоа што се случува е кавгите и проблемите на токсикологија, мислите дека влијае многу? Нервоза. Секој човек е нервозен. Како не се чувствува? Има револт? Така, дали мислите дека влијае на работата на клиниката? Па, како не? Видиш, чекаат, нема ни паркинг, ни ништа, нема тоа што треба. Лошо не е добро. Министрот за здравство пак, Илир Демири, чија институција сега треба да одлучува по наодите на инспекторите, неодамна порачал и не гледал проблем со новите вработувања на токсикологија, кои се случија во предизборен период.